Сега е веќе време за нашата следна гостинка Марија Конеска, психолог, веќе добро позната на нашите гледачи со оглед на тоа што е наша честа и редовна гостинка. Марија, добро утро. Добро утро. Како си? Не сме се виделе одамна. Ви благодарам. Добро, вие како сте? Одлично. Колку што гледам повторно во фокусот на вашата работа се среќно воспитаните деца и секако добро насочени родители, така? Не е лесно да се биде родител, но за тоа постојат психолози кои што ќе не советуваат како да се биде добар родител. Ирена, повели. Благодарам, Искра. Марија Конеска, наша утринска гостинка, Искра кажа лиценциран психолог и психотерапевт. Ја само кај додадам и основач на Центарот за развој, едукација и советување на деца и млади, Маша Марија од Скопје. Марија, еве официјално добро утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Ке зборуваме за мудри родителски чекори и среќно воспитани деца. Тоа ни е нашата денешна тема, тоа што ќе зборуваме. Каже Искра дека е многу значајна улогата на родителите во воспитувањето на децата, поготово во ова денешно време во кое што живееме. Ние ова ќе го разделиме на 3 модули, односно на 3 групи, бидејќи различна е улогата на родителот кај детето кога е предшколска, школска и онаа што е бунтовна, да кажеме, адолесцентната возраст. Каква е улогата, Марија, на родителите во воспитувањето на децата? Најнапред, добро утро на гледачите, на вас и ви благодарам на поканата. Ова е честа тема која зборуваме и години наназад и која се повеќе и повеќе бара внимание и бара има повеќе важност во она што значи родителство денес во ова хаотично, да кажам, и турбулентно време во кое ги растеме и воспитуваме нашите деца. Улогата на родителот пред се е клучна. Без разлика од какви институции ние очекуваме да ни ги воспитаат, образуваат нашите деца, ниту една институција, таа клучна, основна улога на родителите кон своите деца нема да ја замени. Токму заради неговиот модел кој го покажува уште од самиот зачеток и растење на неговото дете. Тој е првиот учител пред се на своето дете. Без разлика колку понатаму очекуваме од училиштето, нели, да го расте, воспитува нашето дете, потоа самиот родител е огледало како треба детето да се однесува или на што треба да се огледа понатаму како однесување и она најважното безбедна и поддржувачка средина, односно рака на своето дете. Најважното нешто во улогата на родителот е тоа што самиот родител во воспитувањето е првиот модел. Ние ако сакаме нашето дете да го научиме на почит, треба да покажеме модел на почит уште во семејните домашни услови, уште од најмала возраст. И тоа секојдневно, бидејќи децата, нивниот мозок е како сунгер и се што се случува, една ситуација да има, ќе си ја примат, ќе ја впијат и ќе ја разберат како дел од начинот на кој треба да реагираат. Ако сакаме да израснеме дете нели кое би растело без стрес, нема да има стрес во животот, нема да има стравови, истото тоа треба да му го предучиме и покажеме како модел во домашната средина. Исто така многу важно нешто е да споменеме кога зборуваме како родителот како модел е дека нема подобра поучна основа, нема подобра поука од начинот на кој би им покажале, од примерот со кој би им покажале на нашите деца. Сакам овие улоги на улога во воспитувањето на децата од страна на родителите да ги поделиме во возрастни групи. Бидејќи нели не е исто воспитување на предшколска, школска и адолесцентни деца. Ајде да се задржиме прво на она возраст од 0 до 6 години или како што ја нарекувате предшколска возраст. Каков треба да биде примерот, односно улогата на родителот во оваа возраст? На тој начин и почнавме, затоа така и сакав да ги поделам нели самата улога на родителот во воспитувањето и растењето на своето дете. Токму од предшколска возраст моделот на родителот и присуството на родителот во животот, во секојдневието на своето дете е најважно. Основата се создава
што најмала возраст, во предшколска возраст, така да она кое ќе им го покажеме на нашите деца најнапред како функционираме ние како родители и каква средина преферираме, токму тој начин на однесување им го пренесуваме како основа во градење на нивниот карактер понатаму во животот кој нели ќе го градат и усовршуваат нашите деца. Од таму ние ги учиме пред се и на граници и прифаќање. Она е вториот дел во воспитувањето и растењето на нашето дете. Што значи тоа? Границите ги учат што е правилно. И од најмала возраст најдобро се учат кога прв пат децата не знаат како да реагираат, а ние веднаш им даваме насоки како да реагираат. Секој дете сака да му се даде насока како да реагира. Од друга страна е моментот на прифаќање, давање на љубов и безбедна средина која покажува дека детето и да сгреши е прифатено, затоа што секако детето учи преку грешки и кога е прифатено и кога знае дека има безбедна, доверлива средина, односно љубов, тоа дете ќе израсне во една самоуверена личност која од една страна знае докаде му се границите, докаде треба да оди, од друга страна има љубов и прифаќање и е сигурно во таа една средина. Втората возраст, школска возраст, нималку не е толку по-незначајна од оваа првата, бидејќи децата се среќаваат со една нова атмосфера за нив, нели почнуваат да одат во училиште, едно ново поглавје од нивниот живот, а и од животот на родителите. Овде родителот треба да биде што? Ако во првата фаза беше пример, модел, така? И првиот учител. Да, и учител. Во втората фаза би го нарекле огледало, онака како би требало детето да се согледува во сликата на родителот, односно нели она што го споменавме, градење на карактерот на детето преку самиот пример како родител, односно родителот како огледало на кој начин треба детето понатаму да се пренесува во околината. Бидејќи токму во таа школска возраст детето се бори со притисоци, почнува, спознава. Што значи тоа? Да се надпреварува, да гледа од другите и она што му е најбитно е да биде дел од групата, да биде дел од врсниците. Да. Тоа прифаќање од врсниците, ако имаме слабо изградена воспитна средина, да кажам од предшколска возраст, каде што границите не биле добро поставени, од друга страна не била добро покажана на поврзаност, детето ќе реагира како што околината ќе му покаже, како што околината ќе го води. И секое едно однесување на врсниците ќе го поприма и ќе реагира на тој начин. Значи, многу е важно една здрава основа да се воспостави, за да родителот секако, во секој случај биде огледало за своето дете понатаму во растот и развојот, а детето да застани секогаш да го прашува тука грешам, тука како треба. Да. Сега дојдовме до адолесцентната или најбунтовната фаза од животот на децата и на младите. Овдека родителот кажавте дека треба да биде како рака, една да му подаде рака на своето дете и да биде секогаш тука и дали погрешило и дали не погрешило. Така, ако ве разбрав, така, нели? Така е. Родителот во овој период ја има најтешката улога да веќе воспоставени граници, основа, модел на однесување, но од друга страна доаѓа еден кризен период каде што детето е во хаос, во притисок да биде прифатено од другите, да биде најдобро, има притисок нормално и од родителите, но да не заборавиме онај дел од мозокот каде што почнува да се развива рационалниот дел од мозокот, а амигдалата си брка својата улога. Амигдалата е онај дел каде што сите емоции се таму и се многу бурни и интензивни токму во овој период. И токму во овој период имате еден хаос, бура на емоции и не знаат каде. Наеднаш детето чувствуваме дека многу ни се променило и дека преку ноќ нешто друго се случува кај нашето дете. Па 100 пати му кажав, не кажува, па до вчера си ги диплеше лиштата, сега ништо не знае каде му е. Заборава да ги измие забите и така натаму. И многу е бесно, нервозно, така станува наутро и не знае што му е. Што да прави во таа ситуација? Тоа е многу нормално. Другата улога, односно некоја трета, четврта улога на родителот токму во овој период е родителот да биде емоционален водич.
А многу ретко родителите имаат таа емоционална интелигенција и свесност, токму тоа да го воспостават таа комуникација со своето дете. Комуникацијата со своето дете се развива токму преку разбирањето. Бидејќи најголемите проблеми во овој период кај децата, адолесценти, тинејџери и адолесценти не е бесно однесување, бурно однесување, бунтовно однесување, туку еден крик, викање за разбирање. А ние не сме спремни толкаво трпение како родители да имаме, бидејќи ние како родители живееме во еден притисок. Така да емоциите не се слабост. На емоциите ние децата треба да ги учиме, дека треба да ги водич. Што значи тоа? Како емоционално да ги водат родителите своите деца? Најнапред да им покажат дека е во ред децата да се чувствуваат така, а не како можеш така. Цело време си зошто да си нервозен, Значи, без да потреба. Не е така? без потреба. Децата не знаат како поинаку да реагираат, туку тоа е начинот на таа возраст, затоа и едукацијата е важна да го спознаат. Да, и кај нас постои нетрпение, без разлика и колку знаеме во однос на таа област, но секогаш мора нели да се изброиме и неколку техники, начини да застанеме и да разговараме, бидејќи на детето во таа возраст му треба таа сигурна рака, без разлика колку не одбиваат и бараат една граница. Еден штит пред нас поставуваат, постојат начини, постои време кое треба да го дадеме во целиот овој процес, присутност кај нашите деца, за да можеме да допреме до тој дел и да изградиме на емоционална интелигенција кај нашите деца, да им покажеме дека тие емоции се во ред да се појават. Ајде да видиме што се случува, прво да ги верификуваме дека е во ред, да го поддржиме, а потоа да седнеме и да разговараме, и треба трпение за тој процес. Трпение, тоа сакав да кажам. Не може се преку ног да се реши, бидејќи еден процес бунтовен, бурен и трае повеќе години. Значи, како што кажавме, трпение, да не се критикува многу и сепак да биде родителот како подадена рака, значи да биде една сигурност, како едно, како да кажам, прибежиште на детето дека што и да се случи се е во ред, јас сум тука за тебе. Отприлика така да го срочиме тоа. Така и заедно да најдеме решение, така. Но моментот кога детето ќе биде спремно да слуша, ќе биде спремно да слуша кога ќе биде слушнато од наша страна како родители. А сето тоа бара време. Времето е најважниот ресурс во воспитувањето на нашите деца. Времето не значи ние да поминуваме 24 часа со нашето дете, туку времето значи ние да бидеме апсолутно присутни токму во тоа време, колку и да е, токму во тоа време кога сме со нашето дете. Реално со разбирање. Да. И сега, Марија, вие сте психолог, работите со деца и со млади. Ми кажавте пред разговорот дека децата ве знаат, бидејќи сте присутна и во училиштата, со многу бројни бесплатни работилници, токму наменети за децата. Ме интересира кој бара повеќе помош, кој се охрабрува повеќе да дојде до вас. Значи, дали се тоа родителите или се тоа децата? И со какви проблеми најмногу се соочуваат децата и младите кои што ви се обраќаат на вас? Така. Родителите реагираат кога ќе се случи стварно нешто. Кога доцна веќе. Да, доцна. За ништо не е доцна. Се може да се реши, само треба да постои голема верба, волја и труд и упорност. Во секоја психолошка работа, кој да почне од најмала возраст детенце да почне, ако не вложи труд и упорност, може да бидат џабе сите техники и сите средби. Но од друга страна, нели, и комуникацијата и довербата кој психологот ја гради со детето е многу важна и тоа е најважниот ресурс како психолози ние кои работиме со деца што го имаме. Но, во однос на кој бара помош, децата повеќе бараат помош, крик имаат, изразуваат, бараат да ги слушни, разбере некој друг. И сами знаат и бараат некако, да кажам, во тој дел се поупатени, посовремено реагираат, повеќе информации добиваат. Барем јас се водам во тој дел да можам да допрам до децата повеќе, за да можат децата да се истакнат и изразат, реализираме работилници за тинејџери, за да можат да се истакнат. Ја започнавме и конференцијата каде што децата има главната улога и може со се она што ги боли, што е крик и што сакаат да го кажат, да го истакнат. Ама од друга страна родителите реагираат кога навистина имаат не предизвик, туку проблем и кој
наеднаш очекуваат да се реши и веќе ние сме кренали раце, не знаеме веќе како со нашето дете. И тука веќе доаѓаме до едни длабоки наназад многу предизвици кои не биле изработени. Децата многу повеќе бараат помош, сакаат да бидат слушнати и разбрани и тоа е за почит, браво, но треба еден повеќе да родителите да ги забележуваат порано и да се обратат ако не знаат како. Затоа постојат и едукациите. Да, затоа постојат и оние школи за родители, кои што токму вие ги организирате. Мислам дека сега можеби летниот период ќе имате малку пауза, меѓутоа од септември повторно почнувате со работилници, односно со школи за родители, бидејќи и нас родителите треба некој да ни каже како со нашите деца. Не знаеме ние се, нели, сепак треба некој да не насочи. Кои се придобивките од овие школи за родители? Така. Главната цел е дека ние како родители никој не се раѓаме со насока како да бидеме како родители, туку ние растеме и учиме со растењето и воспитувањето на нашите деца, но од друга страна поради нашата голема љубов никако не прифаќаме, ставаме еден штип дека јас си знам со моето дете, но многу работи не знаеме. Прво не ги знаеме развојните етапи, не знаеме што се случува во секоја една возраст со нашето дете, па сме изненадени кога детето е бесно, бурно и како реагира. Препознавањето токму на тие развојни карактеристики е многу важно и од најмала возраст. Затоа овие едукативни школи кои се поделени во 3 модули, предшколска возраст која си носи своји карактеристики на кој начин треба да биде погледната и едукативно разработена за родителите, сето она кое го нарековме учител, како да биде учител и да ја постави она основа кај своето дете и безбедна средина. Вториот модул е модулот од 7 до 12 години, каде што е огледал на своето дете, односно она најподдржувачка средина да му укаже како таа борба со средината и врсниците да се води и на кој начин оние граници и прифаќања да се воспостават за да се изгради карактерот на своето дете и онај третиот и најважен модул каде што најмногу влегуваат во проблеми не само децата и родителите, адолесцентен период, каде што родителот треба да е на подадена рака, ама тука има најмногу дилеми родителите на кој начин тоа да го изведат, па има директни техники, вежби, начини, насоки, сето тоа си е дел од едукативната школа, да, индивидуално се разгледани ги разгледуваме и предизвиците и проблемите кои ги изнесуваат родителите. Оваа едукативна школа се реализира од 2022 како прва едукативна, сеопфатна едукативна школа, каде што ние и здравствен работник внесовме, и логопеди, и се што она што им треба на родителите. Така да тече веќе од 2022 и следно ќе ја продолжиме од септември. Затоа сте тука. Ви благодарам, Марија, што ова утро бевте наша гостинка. Ви благодарам што постоите, вие и вашиот центар, и што сте секогаш тука и за децата, и за нас, родителите. Се надевам дека од септември ќе можеме да се видиме, можеби и на лице место кај вас, на овие работилници, односно школи за родители. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.